За миг ги оставија луксузните автомобили и дел од бизнис елитата од земјава се качи во воз за Битола, но не помалку ексклузивен како и нивните возила. А вагонот со кој се возеа, во кој бевме ние новинарите, беше најдоброто излезено од железница. Најбрзо репариран, со парно, со чисти купиња, ароматизиран, со чист тоалет. Ги запрашавме бизнисмените од кога не се возеле со воз. Па многу одамна морам да ви кажам, а на ова релација се возам прв. Директорот ме информира дека локомотивава е постара од мене 1 година. Отприлика. Многу одамна. Најбитна е точност. Безбедноста веќе ја видовме. Мислам не памтам. На ова релација посебно Прилеп, Битола, претпоставам повеќе од 20 години. Може би 15 години сум се качил во вас и денеска ова за мене е едно пријатно изненадување. Со посебна услуга само за нас. Бевме привилегирани за разлика од другите патници. Во возот се возеа и двајцата директори на железница, транспорт и инфраструктура. Денешното патување од Скопје до Битола и назад беше вистински луксус. Бевме почестени со кафе, со сок, со сендвичи и благо. Прв пат во возот гледам освежувач за просторија. Да се надеваме дека во иднина скоро сите возови ќе бидат сличен како и овој. И граѓаните да ги почувствуваат бенефитите како што ние денеска ги почувствувавме. Во другите вагони не прашавме дали има парно, но тие беа дотрајни, некои стари по неколку децении. Од железница велат, во наредните 3 до 5 години ќе се обидат да го модернизираат патничкиот сообраќај. Ќе се обидеме на краток рок да обновиме нешто од нашиот возен парк со реконструкција на дел од патничките вагони. Во наредниот период следи и набавка на нови возни средства. Во Прилеп се качи и други бизнисмени дојдоа во Битола за да дебатираат колку е значаен Пелагонискиот регион. Еднагласи е потребата од железничко поврзување со Лерин кон Грција, колку им е важна модернизацијата на железница, бидејќи тој транспорт нудел и помалку трошоци. Доцна вечерта тргнавме кон Скопје, во истиот вагон со иста услуга, но овој пат и со малку уживање.